Во претходната епизода на вчерашни новости гледавте. Сеќаваш ја? Не е да видиш очаеке. Имам јас кај едно фабриче, ми останаат бурињата што светкат на вечер. Дали може некако да исредиме? Кај мене нема легално 1000 од буре. Ти знаеш ли што имаш тука, бре? Ти го држиш за јајца се. Ало, Ацо, ти ли си разбираш? Еве некои вести воду. Најхитно ми треба телефон од твој уредник, разбираш. Руби, шо чепкаш без струјата ти? Итно ти требаат пари. Веќе секој кредит Кредисимо до плата е со 0% камата и без дополнителни трошоци, ако го вратиш во грејс периодот. Кредисимо, пари на време. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Разбудете го духот на традицијата во вашата кујна со керамичките тави Ромертопф од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Препознатлив германски квалитет. Рачно изработени од висококвалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба. Обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 ноември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со доплата од 999 денари добиете ја вашата Ромертопф керамичка тава со капак и истакнете го природниот вкус на секое јадење. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Довери се на Кредисимо. Со Кредисимо и нов iPhone на есен и пари на време. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо, пари на време. Ацо! Рики, дека си ме другарче, бе. Дека си, инспекторе. Аце, разбираш. Добар ли си? Абе да турам по една, а? За добре дојде. Море, Аце, кога сме завршиле со по една? Еј, тој што викаш. Да се видам со уредникот твој, многу ми е битно. Ами улегни тука, бе, најавен си веќе. Многу ти фала. Таман работа за тебе ли, Рики, бе, Рики, бе. Ајде, слободно, мати. Кој ќе те снима, тој ќе му кажеш таму. Шо бара инспекторов овде? Добар ден, разбираш. Ти си инспекторот, така? Јас сум инспектор, разбираш, а ти си уреднико, разбираш. Уредникот, да. Ацо ми кажа дека ќе дојде. Шо ја работа? Многу добар човек и она, јас те гледам и тебе си многу добар. Така е. Уредниче, јас имам да ти покажам нешто на тебе, разбираш. Ајде да видиме шо е та работа. Знаеш ли шо е тава, разбираш? Чу е? Тава се вика USB, разбираш. Некој го викат и стик, у некој мала. Стика, како го турат под мишка во шо е? Не, види, да, овие со стик се викао ти многу собира. Порано ги правеа со помалку меморија, со 5000 мегахерци, сега ги прават со милиони мегахерци, знаеш колку собира? Ово собира и видео, разбираш. Стварно? Пушчи да видиш шо ти носам. Ово ако ќе го видиш, бомбите на Заев са мали деца, разбираш. Што сте се патосирале бе вие двајца?
Не исплаши, бе. На Рубин му падне на обедка бараме. Прстенот што му падна пресно. Прстенот ти го нема. Обедка реков. A što se krijete od inspektora? Не викај. Многу си лична. Тука гледаш и како им ги давам парите, разбираш. Гледаш тука. Гледам, мора, бе, кои се овие? Кои се? Море, и јас не ги знам кои са, и ти не ги знаеш, гледам. Вие са некои професионалци. Води сметка. Ова е дењо, у 2 дена различно се облечува. Еднаш како мајстор, еднаш како не знам како што разбираш. И ти сега ова сакаш ние да го пуштиме во вести, бе, вече? Па за това съм тука кај тебе, бе, уредниче, бе. Ексклузивно ти давам. Иначе може да идам италиански медиуми да го објават, разбираш, после вие да го презимате, разбираш. И на YouTube да ги ставите и да ги фанеме, разбираш. Не, имам чувство ти ќе ги најме овие, ќе ги најме, него... У наше време текнувалите немаше овакви, бе, разбираш, ни криминалци немаше, ни апашени. Како немаше? Имаше како немаше. Имаше, ама немаше камери. Ќе го пуштиме ова, ќе ги најме, мислам јас ти ќе завршиме работа. Многу ти фала, разбираш. Немат грешка. Ајде. Ви благодарам на довербата многу. Ајде. Ова. Си заминат. Ти и ти одма кај мене оде да дојте вака овде. Маја, куцај 2 отказни решенија одма. Леле, колку уланди съм ми ќе не избркал на работа. ¿Por qué Mende? No sé, mi amor. Ај не ми смиздрете, многу гимнат. Бамо се гитлати, немам леп да јадам од утре, овие ќе ми се лигаат тука. Многу сум разочаран. Оти бе, шефе. Ова, знаете што е? Што е тоа? USB или стик некој го викет. И на него се клават, видеа се клават. И имате едно видео, вие све снимени, како на инспекторон, подкуп му барате, парите ги зембате и тоа е. Не, бе, не. Кјути! Да кјутиш ти! Да кјутиш ти! Ти да кјутиш, бе. А вие негативци све биле, бе? Негативци, вие баграно обштеството овде. На шо личи то, бе? Јас мислам со љуѓе работаме, вие одека што ми правите тука? Сега ќе не имат по медиуми овде нас да се брукаме овде. Од реномиран медиум ќе не имат по вестиве сите шо? Тоа личи нешто? Па се знаете ли што ќе бе? Па вие ќе скапите од гаки ќе ве истресет. Разбираш се, ќе скапите во домашен притвор. Грешка си бе, шефе. Грешка најголема ми е, ветинг што не прави овде вака, Васко ве прима во редакција овде и таа баграта горе, сите што сте овде. Јас лично имам во полиција да ве примам, па ќе видите што ќе правите. Да знајте, одо да не ве видам веднаш надвор, отпуштени сте, некам да ве видам више, јасно? Како фотказвате да Золу е, шо? Абе, не викај! Абе, па уште ме мага тој, тишина иде. Абе, не е така! Уште силата покажи тука тој, бе. И имаме видео, ти викаш само по нас! Какво видео имате вие? На што? На USB или некој стик го викаат. Какво видео имате? Ми останаа да од оние бурињата што светкат навечер. Дали може некако да изсредиме да... Знамо ти е нелегално то се и... Илјадарче од буре. Со твој превоз. Па ова море, заплет ова, бе. Па што ти зборам? Какво ѓубре, значи тоа е инспекторов ѓубре? Така е, ѓубре, човек. Јаш што? Добро, а заш ова не ми го дадовте мене да го клајме во вести, бе? Јас сакав да направам прилог за вестите од онај пат ко велевте и си реков истражувачко новинарство. Ами добре, па овој треба сега. Јас лично ќе го пријавам во полиција сега. Јас ќе Па да го пријавам. Чекај малу. А пари, бе, вие зедовте пари, бе. Пари ве што ги зедовте кај се? Молим те, брат, не ме прашај за парите. Да не ги потрошивте? Дидлива тема не е. Не, јас ка ќе ти кажам, платив не визибилити студии и видов не дека најпој ќе му требаат новие за воздухо и му и дадовме добротворна цел. Сите му ги дадам. Сите му ги дадовте? Да. Сите. Ништо не задржате за вас? Вие многу глупи све биле, бе. Па вие поглупи од мене све биле, бе.
Парно да си глуп и поштен, отколку да си како тие живелеше чуми расипани. Кјути малу ми падна, као го викаш ова, тензија. Место за ден за славење денеска со спотче од Требитово Вестиве да гостувам, јас со нервози. Лека ноќ. Лека ноќ и од мене. Да не го тупам многу, да предеме на главното. Додека граѓаните на Скопје очекуваат резултати, а гледачите на емисијата очекуваат одговори на многобројните прашања. Еве што прават нашите градски татковци. Се вклучуваме директно од една дебата помеѓу Петре Шилегов и Коце Трајановски, кои сакаат да останат анонимни. А да ги мериме? Не, ги мериме кога сакаш. Ти кога сакате. Кога сакате. Утре. Абе, Јована, ти разбраш што сака да мерат овие двајца, мене не ми е јасно. Ниту мене. Импровизирај. Ја цело време импровизирам. А откако ќе ги измерат, татковците на градот ќе направат и физибилити студии за нашата метропола. А ние продолжуваме со вчерашни. Ептен на маргините, значи не на маргините, туку пред некоја кооперација во Загреб, каде што беа на Конгресот на Европските народни партии, се сретнаа Христијан Мицковски и Бојко Борисов. Како што дознаваме од муабетот на двете политички величини, Мицковски јасно истакнал дека е за ЕУ, а како аргумент за тоа рече: Господин Борисов, Тимчо е исто образован во Соединените американски држави, Владко е женет за американка. На што Бојко Борисов му објаснил дека САД не се во ЕУ, пошто Мицковски изразил надеж дека за брзо и САД ќе почнат преговори за пристап. Тој истакна и дека нема проблем со договорот со Бугарија и дека ќе направи се што е потребно да дојде на власт. А екипата на вчерашни дојде и до ексклузивни снимки. Не сум се поменал, ама така малце остана. Што да видиш точно. Така е, ја видовме оваа епска средба помеѓу овие два политички великани и залагачи за континуитет на македонската историја. А сега одиме со нешто што ќе ни го каже Јована. А сега одиме во затворот Скопје, познат како Шутка. Зошто? Зошто јас така реков. Како што ни нареди од студио, дојдовме во хотелот така наречен Шутка. Една прекрасно грандиозна институција. Се е убаво, средено. Еве кој сака може и душеци да си земе. Има и храна од кантина, а и ладни пијалоци. Луѓето што носат од кантина, за да ви донесат ладен сок, ви наплаќаат, да речеме, кутија цигари. За оние кои се заинтересирани, би истакнале дека можете да си донесете своја книга, чешел и зачини за готвење. Се со цел да се чувствувате како дома, овој во домашен притвор. За затворениците секој ден е ден за култура. Можете да видите мурали над зидовите, а има и цртежи од некои од звездите кои го посетиле овој локал. Обвинетата обвинителка Катица повеќе не е таму. Таа пред очите на целата македонска јавност најтранспарентно беше префрлена во домот на нејзиниот син со полициска придружба. А прво интервју со неа направи нашата сакана Елиса Алфетка. Катица. Господјо Јанева, како се чувствувате, госпоѓо Јанева? Подготвени ли сте за трети документ? Помене. Ќе молам господин. Страна малку. Ајде на страна малку. Задоволни ли сте од одлуката на апелациониот суд да одите во кутен притвор? Госпојо Катица? Катица, а може едно, два, три збора да ми кажете? Че можеш и поќе да имав мебел дома, ќе те донесев, ама немам. А кои ви се плановите за наредните неколку години, 5, 10, 15? Јас ќе продолжам да се борам за правдина. Сите треба да платат. Мислите да ја платат рекет? Мислам. Рекет мислите да платат? Вие ли сте, бе? Абе, господи Катица? Отвори! Она ли беше, бе?
Но експертите велат нешто сосема друго. Според нив, тоа подкачулката воопшто не е катица, која неверојатно наместо во станот на сини, живее на Хавајските острови, на Бали, на Краците или пак, можеби со Аркан во Кипар. Да слушнеме. Да, јас гарантирам дека тоа не беше жена под вентијагата, доколку зборуваме нели за онаа жена што е Катица Јанева. Таа жена пред да влезе во затвор, нејзиниот обем беше далеку поголема. Оваа жена што ја гледаме сега под вентијагата има далеку поразвиен обем, ако ме разбирате. Како што знаеме, притвор не се вежба, мислам, не вежба теретана, баш луѓето имаат други некои активности. И уште нешто сакав, сакам да кажам дека секој полицаец нели во просек има 178 сантиметри, а ако ја види оваа жена без тикли имаше 175 сантиметри, мислам, како да ви кажам, тоа е, сакам да речам дека таа жена сигурно е може би пребегана некаде веќе во Будимпешта, во Букурешт, во Битол или некаде, мислам. Глупости. Како не е Катица, па ние интервју направивме со неа. Нормално дека е Катица. Така е, Ацо? Така е, Јована. Животот е чудо, рекол некој кој што не ни живеел во Македонија. Може нема ни следено вести од Македонија, а ниту имал поима колку овде животот е чудо. Но не само овде, туку и во соседните земји. Екс-началникот на петата управа, инаку обвинет во случаите Трезор, Тврдина и продолжението Тврдина 2, господинот Горан Грујовски, се вработи во кујна во Грција. Тој тука е обвинет за 27 април, а во Грција може да го обвинат само за лоша кифла, бурек со наградна игра најди го месото и лепот вчера. Како и секој просечен тинејџер на кој му требаат пари, тој решил да се вработи како пекар на грчки остров. Од семејството не кажуваат на кој остров работи, но тврдат дека прави одлични кифлички за слави и оставија контакт за сите кои сакаат да нарачаат. Нарачките одат на кило. По барање на Европската Унија почна и прочистувањето на судиите. Процес кој е неопходен за Франција повторно да не блокира во обидите да добиеме датум за почеток на преговори. Вчерашни беше на едно вакво прочистување на судии. Па да погледнеме. Ја пееше ли вода во Борче? Па не знам. Да не ја пееме два пати, ајде. Сакав да речам, има секако многу грешници во овој наш двор, во ова наше свето преображение. Дали ќе можеш ти да ги прочиташ молитвите, да побрзаме? Да, ма од која молитва, ова за политичари ше? Не таја, Борче. Испеа она молитва по Европска Унија што е за адвокати и за судии. Само... И успокои го гласот, те молам. Повели, Чедо. Брисел наш, кој си во Белгија, да влеземе и ние еднаш во тебе, па да биде ЕУ овде како и во Пловдив, и да се почитуваат законите твои, и долговите наши прости ни ги кој што им ги проштеваш на грците, не воведувај ги овие грешници во мито и корупција, и избави ги од љубовта кон кристалите и кон муфта вискито, и ЕУ. Ете така, Чедо Божје, сега си чист и ве молам како суди да судите правично и секој мито што ќе ви го понудат да ни го дадете нам, за да ви избавиме од сите тие гревови и да не шетате во вечна темнина. Повели, Борче, дади му некоја визитка, ќе се најде овој човек. Таму кај свеќите земи си визиткарта. Повелете, вие сте адвокат, извадете ги на очарите, сепак е ова едно свето преображение, бакни рака, повели. Брисел наш, кој... Побрзај, Борче, ајде, немаме цел ден. Замини еднаш во тебе. Како што се ближат изборите, партиите пополека се подготвуваат за изборната кампања. Дали повторно ќе ги слушаме истите ветувања за намалување на загадувањето, поголеми плати, реформи во судството, социјална правда, нови вработувања, намалување на даноците, затворен базен во Битола, отворен базен во Пробиштип, аеродром во Штип, гасификација, субвенција, олеснување, намалување, зголемување, асфалтирање, тампонирање и хортикултурно уредување. Добар ден, почитувани политичари, драги колеги, како што знаете, тука сме за лицитација на предизборни ветувања. Целта на оваа лицитација е да обновиме некои стари ветувања за старени бајати, но и да понудиме нови тазе ветувања за изборите кои што ни следуваат. Со нас е Спиро, он е представник на граѓаните и он ги оценува вашите понуди.
Одиме со првите понуди, која е за гасификација на Македонија. Ајде, одиме прв пат. Ние ако сме на власт, ќе гасифицираме Македонија до 2022. 2022 прв пат. Дали имаме подобро? Ние ќе гасифицираме до 2021. 2021 прв пат. 2020 септембар. 2020 одлична понуда. До крајот на година. До крајот на оваа година прв пат. Ние ќе гасифицираме до 2018. 2018 прв пат. Лани. Дали има болја понуда? 2018 втор пат, 2018 трет пат. Гасификација го добива ВМРО во првиот рад. Фантастична понуда, фантастично. Мислам дека подобро не може градње Анспиро. Одиме со втората понуда, тоа е минимална плата. Ние сега која зголемивме минималната на 14.500. 14.500 прв пат. 15.000. 15.000. 18.000. 18.000. 20.000. 100.000. Момент само да запишува Спиро, ајде. Колку? 100.000. 100.000 прв пат. 120.000. 200.000. 200.000 прв пат. 230.000. 300.000, бе, 300.000. 300.000 прв пат. 320.000. 350.000. 400.000. 420.000. 420. 500.000. 505.000. 505.000. 600.000, бе, 600.000. 600.000. 20% ќе даеме за патни трошоци, К15, Нина ќе дае поклон таму некој за нова година, Аца Лукас карти и пилешки крилца. 100.000 прв пат, пилешки батаци втор пат и гратис Дина трет пат. То добива СДСМ минимална плата, одлично, честитам, одлично. Но, во интерес на времето, одиме на третата лицитација, реформи во судството. Ајде бе, ајде, мало сутра, а? Ајде бе, абе ќе ви стресуваме од гаки бе, ајде. Това е за денеска со лицитација следната емисија. Го затварам. А сега радосни вести. Време и ние малку да се порадуваме. Курто Дудуш е избран за најпријателски ромски градоначалник во универзумот. Надпревар на кој убедливо победи со 38 поени. Минатата година градоначалникот на Шутка беше блиску до освојувањето на оваа награда за најпријателски градоначалник, но од непознати причини не го доби ова признание. Пинда Путин чека на Кошляма, Раджа Киргана, Косве центар. А велат, ќотекот од рајот е излезен. А ние одиме понатаму со вестите. Ловам сам до колена во вода. Довери се на Кредисимо. Со Кредисимо и нов iPhone на есен и пари на време. Земи Кредисимо Плюс до 80.000 денари и може да добиеш еден од 4 најнови смартфони. Кредисимо. Пари на време. Ево го Столе, тој е одличен мански играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Разбудете го духот на традицијата во вашата кујна со керамичките тави Ромертопф од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Препознатлив германски квалитет, рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба, обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 ноември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со доплата од 999 денари добиете ја вашата Ромертопф керамичка тава со капак и истакнете го природниот вкус на секое јадење. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекотан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња.
Бекутан, Kids Vic. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Итно ти требаат пари. Веќе секој кредит Кредисимо доплата е со 0% камата и без дополнителни трошоци, ако го вратиш во грејс периодот. Кредисимо, пари на време. А сега имаме интервју со еден кантавтор, со еден естраден уметник познат на сите роднини до трето колено, затоа што ги наполнил славите на Свети Архангел Михаил и пеел пред преполна дневна соба на Петровден, додека кумот не го прекинал. Директно од нашата редакција, господинот Номче Самобендисанио. Господине Номче, дали се слушаме? Не ве слушам, ништо не се слушат. Вие можете да слушате? Дали се слушаме? Јована? 1-2. Уреднику? Јована, Режија? јас не ве слушам, вие не знам дали ме слушате. Се слушаме? А заш сега Номче? со линк вести, ево кај ми е студиото. Ајде јас. Не знам зошто еден зид ме дели овде сега линкови сам. Дај завршиме работа. Така е, да. Господине уредник, вие сте успешен уредник, риболовец, хуманист, собственик на кокошки. Точно. Врвен интелектуалец, но пред се човек. Кажете ми, кога наоѓате време и за музика? Многу убаво прашање. Еве, например, денешниот ден толку напорен беше, 300 перепети се случија оде и криминали, милинали, но убаво се заврши. Дури прашање беше дали ќе можам да дојдам да гостувам во Вестиве и тоа. Инаку со музика јас одамна се бавам, Бог да ја прости баба ми, таа викаше уште како бебе дека сум имал слухист, сум бил невероватен. Ке тропнит вратана кај комшите, преку 3 врати викате и так ќе ги окорит очине. Така да, ете дојде една желба така со музика малу да се истакнеме, едно хитче да Да се вратиме на песната. Да. На која тема е песната? Песната е на тема љубов. Јас мислам оти на младиве љубов им недостасуваат и немат љубовни песни, све се нешто техно од цк и таа оваа љубовна песна малу така да се осредите на емпатија кон соговорникот и така. А како се вика? Да, песната се вика Моите убави очи. Мислите твоите убави очи? Да, Моите убави очи се вика песната. Да погледнеме еден инсерт од видеото ако. Ловам сам до колена во вода и кај тапана го гледам твојот лик. Се прашвам зашто се намал видено, а одговорот се криет во рефренот. Извонредно, ваков спот не сум видела никогаш. Да. Но морам уште едно прашање. Во песната велите гербери не каснат, зумбулите раснат. Како до овој тука е стих? љубовта. Знаеш, ме советува да направиме нешто како за Охрид со Кајчево, Матно, езеро Матно, Клатното, ама да не биде целоти све за Охрид, ни охриѓани, така да направиме малку ова герберите раснат, љубов, растенија, екологија да имат и мислам оти тоа е еден многу значаен стих. Паметно се сложувам, вон временски стих. Да. Можеме ние вака до недоглед, но сепак емисијава трае само половина час, па уреднику ви благодарам што дојдовте. Нема проблем и така една врата не дели. Пријатно. Пријатно. Продолжете се. А сега од режија ми јавуваат breaking news или скршени вести на македонски, односно варака јабан за сомалиската диаспора. После сторијата за корупција која ја направи еден наш новинар кој сакаше да остане анонимен, Менде Гибнатио, следуваше и анонимна дојава во полицијата, каде беа разгледани бомбите материјалите. Полицијата за чудо веднаш реагираше и денеска инспекторот за животна средина Ристо разбираш беше уапсен. Ајде бе. Дека ме носите, бе, разбираш? Те носиме да посвириш на клавир малце. Едно 5-6 години. Ајде. Значи, памене ме стие, разбираш. Ама клавир и не е толку лош инструмент, разбираш.
Ловам сам до колена во вода и кај тапана го гледам твојот лик. Се прашвам зашчо се намал видено, а одговорот се криет во рефрено. Стојам сам, со капава на криво, а нигде ништо немат, ни живо, ни диво. Се прашвам зашмор не завршитено, а одговорот се криет во рефренот. Каде и да си, со кого и да си, твојата насмевка е секогаш пред мене. Ако сушиш коса, изгасни го фено, зашто љубовта се криет во рефренот. Мор, љубов моја, заш ми правиш вака, убаво опитвав јас. Кога ќе те видат моите убави очи? А одговорот се уште го чекам овде, како улав некој да се маткам по езерово јас. На шо личи то? Катастрофа. Ловам сам, а околуеш тама. Ти мор со друг си седиш, а јас те мислам сама. Зумбули не разна, гербери не казна, а твојот лик со мене е сраснат. Каде и да си, со кого и да си, твојата насмевка е секогаш пред мене. Ако сушиш коса, изгасни го фено, зашто љубовта се криет во рефренот. Каде и да си, со кого и да си, твојата насмевка е секогаш пред мене. Ако сушиш коса, изгасни го фено, зашто љубовта се криет во рефренот. Зашто љубовта се криет во рефренот. Ајбе, се измрсува вода. Дека ме носите, ме разбираш? Те носиме да посвириш на клавир малце. Ова е убаво, гледаш, истражувачко новинарство, ѓубрето од инспектор во затвор да го клајат. А Волку требаше вас да ве клајат во ќорка овде да видите. Вака барем хепи ендинг, што викат по филмој не завршива, хепи ендинг. А што е тој хепи ендинг беше, бе? Де, типа, ништо не разбирам. Мене ми е криво, бе, ни денар што не задржавме, бе. Ако верувин, ама правдата е задоволена. Правдата мој да биде задоволена само во вчерашни, во судоеве, ќе се тресат од гаки, ништо. Ај живели. Да, на здраве.